Почитувани представници на медиумите, ви посакувам добре дојде на денешната заедничка пресконференција на Стопанската комора, Министерството за финансии и Царинската управа. Стопанската комора како домаќин на ова пресконференција им посакува добре дојде на министерот за финансии господинот Фатмир Бесими и директорката на Царинската управа господјата Славица Кутиров. Темата на денешната пресконференција се измените на Законот за царинската тарифа и договорот за соработка помеѓу Стопанската комора и Царинската управа. Со измените на Законот за царинска тарифа се предлага трајно укинување или намалување на одредени стапки за суровини или репроматеријали кои што директно влегуваат во производствените процеси кај компаниите. Овие измени се значајни бидејќи делуваат во правец на намалување на трошоците на работењето како и зголемување на нивната конкурентност. Со договорот за соработка помеѓу Стопанската комора и Царинската управа, Стопанската комора ги зајакнува своите заложби во доменот на едукацијата. Заедничката пресконференција е само потврда дека трите институции работат тимски и имаат една иста цел, а тоа е обезбедување на добри услови за работа на компаниите. Но пред да продолжиме со излагање и да ги најавам останатите говорници на ова пресконференција, сигурно се прашувате што представува резултатот кој што е поставен на екранот. Бројот 18 е всушност број на барања кои што Стопанската комора ги има доставено до Министерството за финансии, односно барање на бизнис заедницата која што ја представуваме, а од десна страна го имате статусот на реализација на овие барања. До сега се реализирани 7 барања, 9 барања се во процес, се уште е во процес нивната реализација, додека по 2 барања се уште не е постапено. Сега збор му давам на председателот на Стопанската комора, господинот Бранко Азевски. Резултатот му е интересен на министеров, меѓутоа резултатот е 18-7, не 18-18, така да ќе се трудиме овие 9 кои што се во фаза на разгледување да го убедиме министерството и владата дека се потребни. Не? Има тон? И слика. Домазет. Мислам дека ваквиот начин на соработка со еден значаен орган на државната управа е пример за како треба да се соработува со другите органи и ние ќе продолжиме и понатака. Министерот сигурно ќе ве информира подетално, а и во презентацијата што ќе имате. Јас како председател можам да кажам дека изразувам огромна благодарност, посебно за она што денеска сакаме да го потенцираме, тоа се усогласувањата што настанаа со царинските стапки на Европската Унија, што беше дамнешно барање на Стопанската комора на Северна Македонија, особено на Советот за странски инвеститори и Асоциацијата за напредни технологии која работеше во рамките на НИФ и денешно ден практично представува верификација на една 3-4 годишна работа интензивна на тоа прашање и не може човек да не биде задоволен. Има тука и нешто што не е прифатено, за кое што ќе се бориме понатака, али глобално се дешава после 10 години да после едни исцрпни активности од 4 години се тоа реализира. Друго сакам да кажам дека тука со нас е и директорката на Царинската управа. Сме кажали 1000 пати дека Царинската управа е наш најверен соработник затоа што служи на интересите на бизнисот во секој момент. Сега се наоѓаме во фаза на заедничко интензивирање на соработката заради иницијативите регионални кои што се поставени, кои што се пред нас. Така да ние нема да гледаме ова што го слушате по медиумите, ние ќе зборуваме за конкретни работи во таа дејност, затоа што бизнисот одамна има сватено дека без регионалната соработка нема ништо, дека тоа е единствениот излез за нас од ова зачмаеност на Западниот Балкан, и ние ќе продолжиме да работиме конкретно, да ги рушиме бариерите ден за ден, мерка по мерка, заради тоа што сме уверени и знаеме најдобро од сите структури во државите на Западниот Балкан дека е тоа единственото решение за надминување на сите проблеми.
Ви посакувам пријатен престој тука кај нас, ви благодарам што секој пат сте со нас и микрофонот го давам. Ви благодарам. Министер? Благодарам. Благодарам на поканата, гостопримството и секогаш и сериозни и пријатни разговори и добра атмосфера во смисла на разговор на многу важни прашања. Сакам да поздравам и директорката на Царинската управа, како и директорот на Стопанска комора и сите други присутни. Тоа што го гледаме тука, стварно ме радува што е резултат заеднички, партнерски постигнат со исцрпна анализа на сите наши вработени во тимот и во министерство и надвор од тоа и во Стопанската комора. Тоа што ние го дискутиравме тука, сите тие аргументи се стручно, професионално проследени до тој државен службеник што ги пишува актите и после да можеме дел од нив да ги поминеме у влада и у собрание. Од тој дел морам да го повторам, огромна благодарност до комората и лично до лидершипот и до вас како председател и целиот лидершип, затоа што има разбирање, особено во период на криза, кој некои барања и реално не може да се оствара така како што се поставуваат, или се редизајнират, или излегуваме со некои други решенија, или некои се чека да се постигнат. А некаде низ тие разговори сме имале прилика при самата дискусија сме излегли со сосема нови иницијативи и мислам дека тоа дало придонес. Таква е и она што имате за истражување центарот за стратешки истражување и анализи. Тоа е исклучително добра можност да се гледа подалеку од само сегашните потреби, и тие се многу важни кога зборуваме и за делот на политиките, економски политики за поддршка на развој. Сами по себе и ова, мерката што успеавме, односно предлог законот за царинскиот тарифник, што беше една од барањата на комората и после станало официјален дел на програмата на владата, стварно ако гледавме само низ прозорот на една фискална година, аргументите на финансии се апсолутни дека тоа има негативни фискални импликации и не треба да се оди со таков закон. Меѓутоа, ако се гледа на поширока временска рамка и ако се гледа пошироко од само фискалниот импакт, туку се гледа од економскиот импакт кој после значи зголемена конкурентност, зголемени инвестиции, нови работни места и зголемен бруто домашен производ, за неколку години тоа не само што се надополнува, туку се очекува и да има повисок раст на приходите. Законот е еден конкретен пример дека ние на таквите политики сме заедно и очекуваме подобри резултати. 258 продукти се офатени или тарифни броеви кои се сведуваат на ниво на Европска унија или пониско од тоа, или се укинуваат целосно. Тоа значи дека тоа е пазар за нас што 80% од извозот наш се реализира во земјите на Европска унија. Немаме сега обврска за тоа, но е важно за нашата економија, за нашето стопанство да се зголеми конкурентноста и мислам тие 13 милиони евра, ако се проценува според последниот буџет или 12% од вкупните увозни давачки, ќе бидат во стопанството, во економија. Директно ќе ја зголемат конкурентноста на нашата економија и тука сметам дека со ова ќе направиме нешто важно за, особено во тоа што е тренд. Тоа се идниот тренд на или актуелно што се случува, на глобално ниво, не е трговијата како класично што било во минатото, туку тоа се глобалните зинџири на вредност. Ние со стратегиите за специализација за паметна специализација и слични други стратегии ќе бидеме дел од глобалниот зинџир на производство или вредност, каде што нашите компании ќе можат да придонесат со зголемена конкурентност. Овој закон е една компонента во целиот мозаик во тој дел за зголемување на растот. Исто така ќе искористам прилика, бидејќи ова ми е прв јавен настан после вчерашниот ден кога во собрание се изгласа буџетот. Исклучително важен од аспект на моментумот кога се носи и предизвиците што е пред нас.
година кога покрај пандемијата се соочуваме со енергетска криза, со загреена инфлација од крајот на оваа година, што се очекува да се стабилизира втората половина од 22 година. Значи, имаме ситуација каде буџетот треба да предвиди средства за да ја ублажи ефектот од кризата, од друга страна да има солидна основа за да подржи раст. За процесот, кажа вчера на собрание, при мојот завршен говор, им се заблагодарив на сите пратеници, сакам да го споделам со вас, значи, тоа беше самиот процес. И тука би сакал, јавно признание покрај тоа што ние како влада стоиме за тој буџет, признание на пратениците од опозиционите политички партии, што овој беше прв документ во собрание на кој учествуваше опозицијата од како имаше гласање на доверба или недоверба на влада. Значи, јасно порака дека за еден ваков документ, без разлика на обедувањата, како ќе се гласа, процесот треба да тече на време и јас мислам тоа, сметам дека е напредок во демократијата на земјата, во предвидливоста, што е исклучително важно за бизнес заедницата и генерално и за кредитниот рейтинг на земјата. Без да навлезам повише детали, значи јас останувам да го следиме овој резултат. Многу убаво дизајнирано, останува во меморија и предизвик да нашата соработка да ја зајакнеме и во иднина. Благодарам. Ви благодарам за излагањето и му благодарам на председателот Азевски за неговото воведно излагање. Значи, во услови на единствен светски пазар и во услови на отвореност на економиите, нивото на царинската заштита во домашната економија има исклучително влијание на позиционираноста на истата на светската економска мапа. Значи, во наши услови на ниски даноци, кога велам ниски даноци, првенствено мислам на данокот на добивка и персоналниот данок од доход, многу често како образложение од страна на државните институции пред инвеститорите и производителите се кажува како аргумент ниски се даноците во ред со конкурентноста, меѓутоа не е така. За да се стигне до ниската стапка на даноци или до оданочување, мора да се оствари приход, односно да се оствари добивка. Значи, мора да се произведува, мора да се продава, па да дојдеме до профит или до некаков приход. За да се произведува и продава, неопходно е да си конкурентен, неопходно е да имаш соодветни цени, а царинските стапки или царините најдиректно влијаат на цената на чинење на производите. Во нашиот царински систем, царинските стапки пропишани со Законот за царинска тарифа, за повеќето оддели од хармонизираната номенклатура се високи, односно просечната царинска стапка е на повисоко ниво од земјите во регионот и од земјите членки на Европската Унија за повеќе на групи производи. Ова се должи на тоа што нашата царинска тарифа е условно речено наследена од претходен систем кога имало поинаква структура на економијата, која што денес во актуелни услови не кореспондира со тоа што е актуелна економска структура како и потреби на компаниите. Значи, повисокото ниво на царинска заштита при увоз од трети земји негативно влијае на конкурентноста на домашните компании, бидејќи производството на истите на нашите компании е силно условено од увоз на суровини и репроматеријали, многу често и од трети земји. Често се увезуваат, значи, од некои азијски држави кои што не се членки на ЕУ, ЕФТА, ЦЕФТА, Турција, Украина, со кои што имаме договори за слободна трговија. Истото представува сериозен проблем. Затоа, како што истакна председателот, сме истакнували во многу други наврати наназад, Стопанската комора на Македонија години наназад укажува на потреба за ревидирање на царинската тарифа и во изминативе години, па и децении, во овој дел пристапот беше стихиен, значи стихијно се намалуваше одредена царинска стапка или се носеа адхок мерки, времени одлуки, автономни мерки и така натаму, односно не достигаше системски пристап. Дури изминатата година од страна на владата беа донесени автономни мерки со 2 одлуки, што беше и е за поздравување, но тоа не беше системски решение. Затоа денес Стопанската комора на Северна Македонија ги поздравува овие измени на Законот за царинска тарифа, кои наделава ги донесе владата, а со кои за прв пат на системски начин трајно се пристапува кон усогласување на нивото на царинска заштита со актуелните потреби на домашната
индустрија. Како што напомена министерот и председателот на истото, претходеше долг процес на анализи и во рамки на комората и во рамки на надлежните институции на преговори со владата. И денес мора да изразиме задоволство дека најголемиот дел од тоа што беа барања на нашите компании членки во оваа прилика или во овие измени на законот за царинска тарифа се прифатени. Така, значи, со предложениот закон, односно измените на закон за царинска тарифа, намалени се царински стапки за околу 260 тарифни ознаки, меѓу кои сега заради пошироката јавност и да се добие всушност слика за тоа за што станува збор, значи царинските стапки се однесуваат исклучително на суровини и репроматеријали кои што се употребуваат во преработувачката индустрија и тие производи се одредени електроматеријали, електромотори, електрични генератори, трансформатори, алат за пресување, пумпи, модели за калапи, за пченици, преносници, вентили, различни видови хемикали, кожа, ткаенини, неткаен текстил, фротир, ѓонови и на многу други производи, значи до 260. Со овој предлог закон исто така се предвидува и слободен увоз на природниот газ и тој наместо по стапка од 2% по тераџул како што е актуелна, во иднина ќе се увезува слободно, што е исто така многу значајно за конкурентноста на домашната економија. Од овие измени, значи највеќе условно речено бенефит би имале или истите највеќе ги тангираат компаниите од автомобилската, електрометалната индустрија, металургијата, хемиската, како и на текстилната и кожарската индустрија. Спомена председателот, во продолжениот закон не се содржани околу 30 барања, односно околу барања за намалување на царински стапки и усогласување нивно до ниво во ЕУ, околу се однесуваат тие претежно на суровини и репроматеријали од агропрехранбениот сектор. Од овој сектор прифатено е само едно барање, кое што се однесува на доматното пире, додека за останатите производи предлозите не беа прифатени и актуелно, а и во иднина истово ќе биде приоритет на комората за усогласување. Согласно проценките на владата, 13 милиони евра или 810 милиони денари се фискалните импликации за буџетот, што воедно се директна поддршка за компаниите. И уште еднаш во оваа прилика би сакала да истакнам дека на кус рок ова се импликации по буџет, но на среден и долг истите ќе придонесат за заштита на и раст на работните места во постојните производства, раст на индустриите важни за националната економија и до пораст на приходите во буџет. Не секогаш намалувањето на царинските стапки значи негативни фискални импликации. Минатата година ни е пример за тоа. Две одлуки за намалување и укинување на царински стапки, а увозните давачки растат за околу 30% во споредба со претходна година. На крај, би сакала да истакнам дека Стопанската комора на Северна Македонија останува на определбата за целосно усогласување на царинската тарифа до ниво на царинските стапки во ЕУ, зашто очекуваме и на тамошен партнерски однос со надлежните државни институции, со кои што во согласно со приоритетите и фискалниот простор би утврдиле динамика на тамошно усогласување. И еве сосема на крај уште еднаш во име на компаниите би сакала да се заблагодарам до тимовите од институциите кои што работеа на анализи на конкретниве измени и да изразам надеж дека повторно во име на компаниите законот ќе биде што побрзо донесен на собрание, бидејќи компаниите се во фаза на буџетирање за наредна година, подготовка на понуди за крајните клиенти и ова им е од исклучително значење. Ви благодарам за вниманието. И благодарам на колешката Анета, која што ни даде детални информации што значат измените на Законот за царинската тарифа за компаниите во Република Македонија. Сега го поканувам извршниот директор на Стопанската комора да даде неколку, да ви се обрати во однос на договорот за соработка помеѓу комората и Царинската управа. Повелете. Благодарам, Антонета. Уште еднаш благодарам до сите вас. Многу ни е драго дека продолжуваме да ни бидете партнери во она што како комора го работиме. Мислам дека
оваа комора се труди бар колку што е можно да помогне на компаниите да продолжат со својата работа во сите услови и во сите кризни ситуации, заради тоа што ако нешто не може да застане, тоа значи дека економијата не може никако да застане, а тоа значи дека и ние како комора сме должни да пробаме да им помогнеме на компаниите колку е тоа можно. Нормално не радуваат измените кога доаѓаат од администрацијата, која ни помага често со вакви потези кои да му помагаат многу на бизнисот, но денеска би сакал да кажам дека во серијата на убави вести би сакал да ви споделам со вас една убава вест која дојде на иницијатива на нашата комора, а тоа е да почнеме стратешка соработка со царината во делот на едукацијата, на барање на нашите економски оператори и сите компании кои се занимаваат со увоз и извоз, а во духот на она се што го работи царината во делот на дигитализацијата, оценивме дека е потребно да почнеме серијал на едукативни програми кои ќе бидат наменети за економските оператори, а од кои бараме царинската управа да ни помогне во делот на знаењето, заедно со своји предавачи и учесници на едукативниот процес. Пред мене е договорот за соработка, го подпишавме, планиравме денеска да го подпишеме, меѓутоа цениме дека во интерес на времето е добро да кажеме дека договорот е веќе подпишан и дека очекувајте во следниот период да ви информираме за сите оние едукативни програми кои ќе се случуваат овдека во комората. Па сега би сакал да дам збор на директорката на царината која ќе ви информира за начинот на кој успеавме да го подпишеме, заради тоа што е ова еден од ние први приватно јавни партнерства кои се случуваат особено со царината. Па директорка, повелете. Благодарам. Еве и јас да го искажам моето огромно задоволство што годината ја завршуваме на еден убав начин и дека царината како една од многу сериозни големи институции се вклучува во два проекти кои што се во интерес на деловната заедница. Традицијата за соработка со Стопанската комора кај нас е навистина долгогодишна, повеќе од 30 години, така да и ова е еден, да кажам, нов проект кој што постојано води кон некакво унапредување на таа соработка. Имено за што станува збор, водејќи се од искуствата во другите европски земји, изминативе неколку месеци го разгледувавме концептот на вршење на едукација на економските оператори, односно бизнис секторот во делот на царинското работење. При тоа беа земени во предвид големиот напредок и промени кои што се случуваат постојано во делот на меѓународната трговија и царинското работење, пред се и дигитализацијата, што веќе ја спомена и господинот Пешев, и потребата од создавање на еден дополнителен начин и перманентен начин на едукација на економските оператори. Од тие причини, дури ова беше тема на дискусија и на нашата посета на Хрватската царина, така да го превземавме во голем дел и нивното искуство и подпишавме еден договор за соработка со Стопанската комора, во кој, значи, царинската управа ги става на располагање своите најстручни, наједуцирани кадри во различни области, а комората па своите ресурси и опрема, да кажам, во организација на тие обуки. Сметаме дека тоа ќе биде еден позитивен концепт кој што ќе даде соодветни резултати. Сметаме дека е многу важно за една земја како Македонија, која што е тешко се пробива на тие меѓународни пазари, да многу вложува во едукацијата на своите компании, а исто така и ние како институции, значи да се бидеме посветени на таа област. Во таа насока веќе дефиниравме соодветен план за обуки за следната 2022 година. Еве Тони, повели ти околу деталите. Благодарам, директорка. Значи, кратко за отплика да знаете за што ќе се однесува. Моментално се дефинирани 10 области во кои ќе се врши обука.
почнувајќи од јануари, кај што ќе се говори за царинската тарифа за 2022 година и распоредувањето на стоките, нови преференцијални правила за потекло на стоки во февруари, царинска вредност и стоки на трансфери на цени, тоа е планирано за есен, потекло на стоки исто на есен. Во март имаме овластени економски оператори, нивното значење, позиција и се што треба да го знаат они. Царинска постапка на увоз заради облагородување, тоа е наменето за ноември месец на година. Транзитни царински постапки, тоа е договорено за мај месец, дигитални царински постапки за септември и царинска декларација и начин на пополнување на царинските декларации, нешто што секојдневно се случуваат. Мислам дека е планирано за јуни, меѓутоа ќе се потрудиме да биде и порано, со обзир на тоа дека овој модул и највише бара технолошка подготвеност од кај нас, пошто тоа ќе се работи директно на опрема која ќе биде директно приклучена на пробна база во царината, така да ќе може да се стекне обука за употребување на дигиталните системи. Отприлика тоа е тоа, детали за оваа работа сега во движење ќе добивате и ќе ве информираме за тоа како кој модул почнува со работа. Тоа е во линијата на наши иницијативи за подобрување на едукацијата на нашите компании, овој пат со фокус на економските оператори. Толку. Благодарам многу.